Глобалната несигурност, вклучувајќи го и популизмот и економскиот намален раст, фрлаат сенка на годинешниот светски економски форум во Давос, Швајцарија. Отсуството на западните лидери оваа година се нов предизвик за процесот на глобализација и дополнителен поттик на популизмот, оценуваат експертите. Снежниот Давос изгледа ладно и тивко, за разлика од минатите години, кога го надлетуваа хеликоптери, а обезбедувањето беше на највисоко ниво. Светските лидери ги нема. Американската делегација го откаже учеството во Давос поради проблемите со неусвоениот буџет. Британската премиерка Тереза Меј го прескокна Давос поради Брекзитот, а францускиот премиер Макрон поради внатрешната ситуација во земјата. A lot of those challenges that Western leaders face are to do with domestic politics. They're to do with the clash between globalization and the backlash of nationalism. Грижите околу намалувањето на растот на глобалната економија се на врвот на агендата на годинешниот форум во Давос, на кој се присутни околу 3000 учесници кои ќе дебатираат на околу 400 семинари. Клаус Шваб, основачот на форумот, изјави дека очекува од и на собирот ќе има повеќе дискусии за глобалното управување. When President Xi Jinping was in Davos 2 years ago, he emphasized the need to keep our global systems, our global markets open. And he emphasized the importance of multilateralism, which means globalization. Но денес, додава Шваб, имаме потреба од две работи. Глобализацијата да биде поинклузивна и да обрнеме поголемо внимание на четвртата индустријска револуција, на новите технологии кои ни нудат уникатни можности за иднината. На агендата на форумот се и дигитализацијата, вештачката интелигенција, како и климатските промени. Инаку вчера, пред почетокот на Светскиот економски форум во Давос, Меѓународниот монетарен фонд ја ревидира прогнозата за економскиот раст во светот за 0,2% за оваа и за 0,1% за наредната година.